Да ги разгледаме прашањата поделен број 267 до 271. Тие се за 6 деление од екстерното тестирање од 2014-2015 година. 267 прашање. Колку изнесува збирот на бреевите 12,3 стотинки и 13,80 стотинки? Слично прашање имавме во претходните видеа, само што тогаш се бараше збир на 2,3 стотинки и 13,8 стотинки. Собираме хоризонтално стотинки 0,33, десетинки 8,08, дојдовме до запирка, ќе напишеме 13 и 12, тоа се 25 цели. Значи збирот е 25,83 стотинки. 268 праша. За колку децимални места кон десно се подместува децималната запирка ако децималниот број го помножи со 100? 100 се пишува со 1 и 2 нули. 2 нули имаме, значи за 2 децимални места треба да одиме вдесно. Доколку се множи бројот, ако се дели, се оди лево за 2 децимални места. 269 праша. Од кој вид е дропката А врз Б? А и Б се елементи на множеството на природните броеви, ако А е поголемо од Б. Броителот поголем од именителот. Пример, 3 половинки, 11 петнаестинки и така натаму. Таквите дропки ги викаме нечисти или неправи дропки. 270 прашање. Аголот алфа, кој има 6 степени 15 минути, представен во минути е. 1 степен има 60 минути, а 6 степени ќе имаат 6 по 60, 360, плюс овие 15 кои веќе беа дадени, па одговорот ќе биде 375 минути. 271 прашање. Еден од два суплементни агли е 40 степени. Колку степени има другиот агол? Суплементни агли беа аглите, два агли че избере 180 степени. Бидејќи едниот има 40, другиот мора да има дополнување до 180, тоа е 140 степени. Еве алфа плюс бета 180 степени, 40 плюс која големина на бета за да имаме 180, тоа ќе биде 140. Тоа беа прашањата. Благодарам за вашето внимание.